Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВК Одвис. Мој вечерашен гостин во оваа емисија е колегата Ване Трајков. Ване, добро вечер, добре дојде во 15 минути со. Благодарам на поканата. Ем домакин, ем гостин. Апсолутно. Како е чувството? Па имајќи во предвид дека секој ден ја гледам ова студио, така да мислам како на свој терен. Така е. Добро. Повод за твоето гостување во емисијата 15 минути со е еден настан кој се случи синоќа во хотел Сириус, се случи традиционалниот избор на најдобрите во спортот за општина Струмица за 2021 година. Ти традиционално веќе повеќе години си водител на оваа манифестација и има зошто, меѓу другото си и човек кој е задолжен за спортот на нашата програма, на програмата на ТВК Одвис. Како помина манифестацијата? Па, согласно ковид мерките, може би и очекувано околу исходот на недобрите и неуспешните, имајќи во предвид фактот дека познати се резултатите на постигнувањата на сите спортисти, дали тоа во индивидуалниот или во екипниот спорт, во однос на првопласираните, мислам, како избор. Инаку беше интересно со оние втори и трети места, каде што конкурира повеќе екипи, а најинтересно беше секогаш, како и секоја година, во категоријата млад спортист, каде што навистина конкуренцијата беше голема. Атмосферата дали беше убава? Атмосферата беше пријатна. Интересно е тоа што пред полноќе или пред она последна категорија на изборот, многу дел од спортистите реагира и вика: Ване, ајде побрзо, ние утре имаме пријателска, имаме првенствен меч, мораме да одмараме. Така да беше навистина добро. Ова е традиционален избор или традиционална манифестација во која што општината им дава признание и награди или пак плакети на сите истакнати спортски работници и оние најдобри спортисти и екипи заедно со спортските работници за секоја година која што веќе е поминала. Беше присутен и првиот човек така на Струмица, Костадин Костадинов, така? Така, тој беше и покровител на манифестацијата заедно со Советот на општините и тој им се обрати. Кажа дека општината и понатаму останува на ставот дека ќе ги поддржува сите спортисти, сите екипи од општината, дека Струмица е спортски град, тоа е факт веќе, и дека останува на ставот дека ќе мора да се поддржуваат сите спортисти кои што се надпреваруваат што во националните првенства, дали тоа ќе биде екипно или индивидуално, но и на меѓународни надпреварувања. Поддршката постојано доаѓа, така што има задоволството она што се постигна во таа пандемиска 2021 година, но јас сметам дека општина Струмица има потенцијал за далеку поголеми резултати во сите спортови. Мене ме радува фактот што годинава за прв пат атлетичарите, конечно после толку време, после Ванчо Стојанов, повторно има атлетичари во изборот на спортиста. Ме радува тука што се пинг-понгари во она, би рекол, официјална пинг-понгарска лига. Добри се пинг-понгарите и Сдруженијето за лицата со телесен инвалидитет, кои што исто така постигнуваат резултати, тие беа таму присутни и ними беа доделени признанија. Така што Струмица се покажува дека е расадник и има поединци и тимови кои што се на сите полиња добри. Така било, така останува и сега. Но во последните 2-3 години Каледжиев некако како да се сведе на одбојка, тоа е така. фудбал, ги немаше останатите спортови, што мене денеска, односно синоќ ме радуваше тоа што имаше од останатите спортови дека полека почнуваат. Оно што мене ме радува, тебе те радува атлетиката, нели, што повторно се враќа на голема врата.
Има уште некои спортови кои убаво е да се вратат. Апсолутно, како што е борењето, исто така многу трофеен спорт, спорт во кој Струмица имала низ годините и децениите наназад што да каже. Но она што мене ме радува е повторно што се враќа шахот. Така. Нели шахот е во таа категорија на спорт. Едно време кога најавува такви содржини, велеа спорт и шах, ама и тоа е дел од спортот. Апсолутно. Еве слушам од одредени поединци дека веќе секојдневно се состануваат, играат, се надевам дека ќе одредени тренинзи има мислам дека во училиштето Јане Сендански, така да добро е кога вака се појавуваат и нови спортски дисциплини. Јас велам дека Струмица сепак е спортски град, имаме потенцијал, имаме ентузијасти, но можеби треба да се склопат одредени коцки за да почнеме. Да. И времето во кое живееме е лошо време. Спортот беше на повисоко ниво во времето, особено кога бевме дел од една друга држава која се викаше Југославија, тогаш се постигнува навистина големи резултати и струмичани знаеа да гледат спортски надпревари од повисок ранг. Друго е кога се игра, да кажеме, одбојка со Крушево, со Пробиштип и да кажеме други градови. Друго е кога на времето во Струмица доаѓа одбојкарски екипи од Загреб, од Марибор, од Нови Сад, од Сараево, од Белград и така натаму. Но, како и да, ние не смееме да бидеме незадоволни, бидејќи навистина Струмица останува спортски град. Кажи ми околу резултатите. Има она што го слушнав е дека за прв пат толку многу награди во толку многу категории имало. Не е за прв пат ова го наметна со оглед дека да се разграничи индивидуалниот спорт од екипниот спорт. Мислам дека тоа е веќе трета година поред. 9 категории беа. Сега јас навистина го немам листникот, можам само да кажам најдобрите кои што беа избрани. Кога станува збор за индивидуални, да почнеме со индивидуалниот спорт. Кикбоксерите беа доминантни во категоријата тренер. Делилски беше најдобар спортист во индивидуален спорт. Кикбоксер, неговиот тренер Зоран Спасов или ментор за најдобар тренер, додека пак за најдобар млад спортист во индивидуалниот спорт е пинг-понгарот на Астрион Мегаспин Борис Секулов. Тука успеа да се вклучат и атлетичари, каратисти од клубот Шихан, потоа имаше, ако не се лажам, и од друг спорт, сега не ме сваќајте, они во онаа распределба на вторите и третите места. Жирито, убаво е тоа што некако знаеше да оцени едногласно за најдобрите. Тоа е дефинитивно. Самите бодови кои што беа доделувани, немаше неизвестност, да кажеш, околу бодовите. Во ова категорија, така и во екипните конкуренции, во одделни категории, дури сите 6 члена на жирито дава по 12 поени за оној кој што смета дека тоа е дека сите се усогласени барем за најдобриот и најуспешниот. Кога станува збор за екипниот спорт, јас ќе кажам дека како и минатата година и ова доминација на одбојкарскиот клуб Струмица. Најдобар клуб, значи? Така, најдобар сениорски состав или најдобра екипа. Кирил Ричлиев, веќе не знам по кој пат најдобар тренер. Го прашав, вика, кажа дека веќе не ги брои, да, во секој случај јас си отворено синоќа пред присутните кои што беа таму. Мислам дека редно е Кирил Ришлиев да биде и селектор на македонската одбојкарска репрезентација. Беше дел во стручниот штаб на репрезентацијата пред неколку години. Така, но не беше селектор, беше помошник. Јас сметам, познавајќи го составот на репрезентацијата, и редно и после толку признанија дека време е. Да, со оглед на тоа и дека просторот на репрезентацијата се одбојкари од Струмица, а тој ги знае просто како и како дише. А втора година поред, едно подруго, Владо Милев е избран за најдобар спортист на општина Струмица. Конкретно за минатата година, познато е, да не се објаснуваме, ОК Струмица, актуелен освојувач на шампионската, на куп титулата, без доминант во новата сезона, без ниту еден изгубен сет или пак надпревар во оние надпревари од есенскиот дел. Напролет
не очекувам поголема конкуренција, некој да го загрози, иако последното гостување беше дека сите екипи се засилуваат, но сметам дека Одбекарскиот клуб Струмица има квалитет и потенцијал да биде во самиот врв и очекувам силен атак на двојната круна. Што се однесува до младинските категории во екипен спорт, тамо пак доминантни беа ЖФК Тиверија, женскиот фудбалски клуб кој што беше и второ вице-шампион. Да, најдобра сениорска екипа веднаш после ОК Струмица. Тамо Александра Терзиски е избрана за најдобар тренер кој што работи во младинските категории. Еве, отворено може да и честитаме за приновото, таа не беше присутна. Синоќа од нас на манифестацијата. Незиниот две екипи, младинскиот и кадетскиот состав кој што таа ги предводи, се актуелни шампиони минатата година, нели го освоја шампионскиот трон во младинска и кадетска конкуренција и токму овие екипи беа прогласени за неуспешни, додека пак во како најдобар млад спортист избран Димитар Зетов од кошаркарскиот клуб Струмица. Предпоставувам син на Златко Зетов, така е. 16 годишно момче кој што игра стандарден во сениорскиот состав на КК Струмица во оној прв тим, иако нели има 16 години, паралелно е еден од носителите на играта на македонската кошаркарска репрезентација. Тука и Теодор Гудев, мислам исто така од кошаркарскиот клуб Ролинг 08 беше меѓу најдобрите три, што значи дека имаше и од кошарката, но не во таа доминација како одбојката и женскиот фудбалски клуб. Академија Пандев ја понесе наградата за најуспешна втора екипа за минатата година и женскиот фудбалски клуб Тиверија повторно. Што е со женските одбојкарски клубови, ги има повеќе? Да, со оглед на резултатите кои што ги постигна, дефинитивно се isfрлија напред одбојкарскиот клуб Наковски волеи и одбојкарскиот клуб Струмица жени. Мислам дека нивните тренери беа избрани во таа конкуренција. Го доделија третото место и пак една коинциденција на студијамото стручно жири да ги доделат изброј на бодови за 20 тренери кои што секако нели ги водат овие два тима, Атанас Милев и Александар Митев. И резултатите се го покажуваат. Можеби ако евентуално еден од овие два тима успее да освои трон, можеби некако ќе биде поразлично околу изборот, но во секој случај јас верувам дека ова пролет, оваа сезона која што треба да заврши, познавајќи дека и Наковски волеи и Струмица жени се засилуваат со странкињи, очекувам дека ќе биде мощно и интересно. Престишево прашање, да, така? Да, не само на локално ниво, туку да се прекине таа доминација на скопските одбојкарки и верувам дека ќе се потрудат максимално да направат изненадување. Иако и Милев на последното гостување во емисијата Виспорт отворено кажа дека ќе атакуваат на една од двете титули. Браво, браво. Кога сме кај титулите, ако направиме една ретроспектива од осамостојувањето на нашава земја, од таа далечна 91 веќе година до 2011, 30 години независност, може да се пофалиме дека струмичкиот спорт освои повеќе титули. Многу титули за одбојкарскиот клуб Струмица, првата многу одамна за Струмица Генекс Инженеринг, и потоа се редеа навистина многу титули и освојување на купот на Македонија. Тука е и титулата на Траншпет Македонија, одбојкарскиот клуб, први победници на шампионатот на нашава земја, некаде 93-94 година. Имаме шампионска титула и во кошарка. Апсолутно. Имаме куп во фудбал, тоа е Академија Пандев, многу титули. Можеме ли да бидеме задоволни од ваквиот исход? И би те молел во едно прашање, колку си ти задоволен од аспект на спортски новинар од успесите за 2021 година? Нели, јас ќе го копирам она што го велат и самите спортисти и спортски работници, секогаш се може повеќе. Да, но криво ми, ако зборуваме ние за минатата 2021 и со оглед на самата пандемија, ми е криво што
Пандевци не е крена втората куп титула, бе играа во Да, финалето. играа во финалето. Тоа е тоа. Криво ме исто така што девојките Струмица жени, мислам и Наковски волем имаа можности да бидат во самиот врв, но пропуштија шанса. Криво ми е што ракометниот клуб Астерион Хендбол, кој што лани во последната надпреварувачка сезона беше во Суперлигата, отпадна, па сега се врати на првата лига, каде што тешко да работите. А мислам дека имаме ракометен потенцијал. Сликата можам да бидам и задоволен, можам и да не бидам задоволен од постигнатите резултати. Во секој случај, тоа е како во спортот не можеш да бидеш постојано на врвот. Апсолутно. Но она што секогаш и другите играат, не само ние, нели? Секогаш она што јас го предпочитам Каличиев е тоа што би сакал клубовите да се фокусираат на градење на собствен потенцијал, на собствени кадри. Младински категории, пионерски категории. А тука сме стварно навистина доминанти, бидејќи не е проблем во денешницава да повикаш, нели, и да платиш 3-4 или 5 мина кошаркари од странство и да бидеш доминантен. Исто и во ракометот. Тоа го прават дефинитивно струмичките спортски клубови, но сепак нели, тоа што сме далеко од Скопје, по завршувањето на средното образование заминуваат и некако за она што го збориш ти за време на СФРЈ, сега некако е подруга ситуацијата. Сите професионално веднаш сакаат да бидат ангажирани, секој сака, што во секој случај и така, мислам, нели, секој работи во тој аспект, сите сакаме да бидеме најнаш професионалци. Тоа можеби и една поразлично беше своевремено кога сметам дека повеќе се играше со љубов отколку Така. Во секој случај, поинакви беа констелациите, живеевме во една друга држава. Во фудбалот Беласица играше со клубови од цела Југославија, од Словенија па се до Србија и така натаму. Овде игра фудбалери еминентни како што е Драган Стојковиќ Пикси за Раднички Ниш и така натаму. Сега го нема тоа нормално. Самостојна држава сме фудбал. Ама се наспроти парите. Колку пари, толку музика. Инаку ова мерка која што агенцијата или владата ја донесе во однос на не субвенционирање, него на повратот на ДДВ, да го добиваат и оние спортски ваучери за спортските клубови, навистина добре дојдена. Јас се плашам ако не беше ова мерка како ќе функционира, навистина, имајќи во предвид дека и покрај ваучерите куборат со средства, факт е дека им се потребни средства и за тренинзи, и за ангажирање на стручни лица, и за патување, и за спортски сали и така натаму, но она што, не сум јас компетентниот дефинитивно, но сметам дека ќе мора конечно да се следат тие светски трендови на усовршување и на стручниот кадар, на усовршување и подобрување на условите за работа. Само на тој начин ќе можеме ние, нели, етапно да се градиме како млади спортисти. Свесни сме дека во Европа уште од мали затоплени сали, опрема, реквизити во секој случај, тренери кои што постојано одат на едукација, па ангажираат дури и нели лица кои што се грижат за нивната храна, што не е случај кај нас во македонските простори. Сакам да кажам дека кога веќе почнуваме професионално да се занимаваме со спорт, навистина ќе треба малку и професионално да се однесуваме сите, бидејќи спортот бари жртва. Како и да е, треба да бидеме задоволни, не поради овие бројни шампионски титули кои ги имаме освоено во овие изминати 30 години, но и со тоа дека бројни се спортистите од Струмица кои направиле интернационална кариера, кои ја популаризирале и земјата и градот од кој доаѓаат. И во фудбалот, да не зборуваме за Пандев и за сите останати кои направија интернационална кариера, да не зборуваме за кошарката, во кој беше Владо Илиевски, за одбојката и да не правиме муабет посебно да не правиме. Често пати ми се лутат од бекарскиве репрезентативци кои што доаѓаат од Скопје, зошто форсираш ване струмичка репрезентација?
Имајќи во предвид дека... Ама факт е. Тоа... Во одредени моменти се случува на настапи или на репрезентација да бидат само струмичани, тоа само се изборува по себе. Направивме една куса анализа за 2021. Што очекуваш ти како спортски новинар, како човек кој го познава спортот во Струмица од ова 2022 година која се уште на почеток? Да, очекувањата, нели, во спортот сезоната почнува од септември, завршува некаде мај. Моje очекување, јас очекувам и сакам едно 3-4 титули оваа сезона, можеби повеќе. Дај Боже, нека биде толку. Но реалноста, нели, се уште не почна, иако има измени, речиси, во сите. Лично сакам Беласица да се врати во првата лига. Какви се шансите за тоа? Па има шанси. Реално има шанси, се наоѓаат во врвот, со една минимална разлика во она топ четворка во втората фудбалска лига Исток. Само првопласираниот оди директно во прва лига, второпласираниот игра бараж, а разликата е 3 бода. Така да тука се шансите, имат шанси. Во оној подготвителен период забележам дека добро играат, добро се држат. Добија неколку млади дечки кои што дојдеа во таборот на струмичките синобели. Очекувам Академија Пандев да излезе на европската сцена. Не сум сигурен колку околу титулата, таму промени, еве и голгетерот Мирчевски си замина од Академија Пандев, кога сме кај одбојката, ОК Струмица дефинитивно очекувам двојна круна. Кажи ми ти за кошарката, имаме ли шанси повторно да гледаме прво лигашки? Сакав, ќе дојдам да завршам со одбојката. Очекувам Наковски волеј и Струмица жени да играат финале. Куп финале или да разигруваат за шампионската титула, иако има шанси, тука нема да се откаже работнички. Во кошарката оваа сезона, дај Боже, да го подобрат печатокот. Таму е еден систем кој што е многу тежок. Сега играат во втората кошаркарска лига Исток, па оние 4 најдобри екипи каде што е и КК Струмица, па треба да разигрува со западниот дел, па потоа со Скопскиот регион и така да навистина е тешка работа. Како се вика, еден долг процес, ако успеат. Проблем, како работата е тоа што КК Струмица се базира на сопствен потенцијал, на сопствени деца, а знаеме дека кога ќе тргнеш од еден Кожев, кога нема во петорката нема ниту еден свој играч од Гевгелија или пак останатите, речиси сите имаат странци, ако евентуално се засилат со звучни имиња, зошто да не. Посакувам ракометот полека да ни се враќа, како да кажам, еве, да биде меѓу првите во првата лига, иако тешко да работите. Она што, се извинувам што те прекинувам, она што не го спомна во овој наш разговор, не го спомна планинарството, не го спомна ориентацијата. Добро, имавме 2 клуба, Еделвас и Ентузијаста. Претежно се планинарството е повеќе рекреативно, нема некој тука надпреварување во планинарството, но во спортската ориентација дефинитивно имаше надпревари. Струмица беше домаќин на југоисточен шампионат, европски шампионат, во повеќе купови, балкански првенства. Тоа беше благодарение на Тони Костов и Ристо Киров и претходно Никола Ристов од останатиот клуб, Серафимови семејството, но знаете, времињата течат, нема кој да ги наследи, можеби сето тоа последниве неколку години спортската ориентација стагнира во Струмица. Има некои интенции, се разговарало барем да се повторно актуализира ова прашање, но за тоа е потребно и да имаш и база. Апсолутно. База на учесници, на деца. Ти можеш да го организираш било какво надпреварување, но немаш струмичани на ова надпреварување, што не е во ред. Така да не знам за како си спортската ориентација и не сум многу убеден дека нешто ќе се врати во догледно време. За самиот крај, да начнеме една тема, зборуваме за клубови од Струмица. Порано во општина Струмица или во Струмичкиот регион постоја клубови од села кои исто така водеа носеа интересни резултати. Каква е состојбата со... Како не? Така.
Хоризонт Турново излезе на европската сцена, беше Времето изненадување. Одбојкарски клуб. Одбојкарски клуб Сушево играше во финале од купот. Беше вице шампион беше. Георги, се е до парите. Се е Тоа до парите, дефинитивно. Мислам дека постојат и двата клуба. Хоризонт Турново, ако не се лажам, се напреварува во третата лига. Се е до парите и амбициите. Дефинитивно. А условите ги има. Спортски терени, стадиони, сали и така натаму. Дефинитивно спортот, она што предмногу го кажав, на таа спортска инфраструктура, на усовршување, на професионализам, навистина бара средства. Навистина барат пари. И сето тоа мислам дека на некој начин ги кочија желбите и амбициите на одредени поединци да направат поголеми резултати. Да, имаше во Струмичкиот регион, некако сега се сведе во оние пониски рангови на надпреварување, кои што и тешко излегуваат да се на површина, но и ќе кажам јас дека и конкуренцијата си го прави своето. Ние во Струмици имаме 6 одбојкарски клубови. Така е. 2 во машка конкуренција, ОК Струмици и ОК Македонија Джио, и 4 во женска конкуренција, од кои што Наковски волеј и Струмица жени се во она прва лига, Макс и Виктори волеј во втора лига. И тоа вака е сега, но не се знае што и како ќе биде. Добро, таа конкуренција ги имаше порано и во кошарката. Да, апсолутно. Ама никогаш 6 клуба во еден град. Да, и тоа. Многу, имаше на времето многу планинарски клубови. Да, апсолутно, апсолутно. Проблемот е што мислам дека и се помалку деца има. Така. Можеме ние да збориме. Можеме ние вака надолго и на широко, но емисијата се вика 15 минути. Ама ние поминавме Ама ние го прекардашивме времето. Ваня, ти благодарам за разговорот. Ти посакувам успех во спортското новинарство и се надевам дека ќе имаме убави поводи за вакви убави разговори. Ми недостасува коментирањето, дефинитивно. Да, така. Ми недостасува, иако се обидувам да одам, нели, во овие 2 години на делот на надпреварите, но сепак, нели, затварањето за посета на самите надпревари, дај Боже да помине ова пандемија, повторно да се вратиме во спортските терени. Посакувам на спортистите многу подобри резултати, пред се здравје. Посакувам струмичани да не се откажуваат од бодрење и да не ги негираат кога губат. Бидејќи и поразот е составен дел. Баш тогаш треба поддршка. Поразот е составен дел од нели спортот и посакувам Струмица и понатаму да биде спортски град. Ќе биде сигурно. И јас да почнам повторно да коментирам. Така. Ваня, ти благодарам за разговорот и учеството во емисијата 15 минути со. Каледжиев само прости, во вторник во 20 часот и 30 минути да си најавам дека сето она кој што се случуваше во хотелот Сириус ќе биде емитувано со слика и со тон од сега, нели, материјалот влегува во монтажа, значи во вторник во 20 часот и 30 минути во емисијата Виспорт ексклузивна еве, така да кажам, со слика и со тон од случувањата што беа во хотелот Сириус од изборот на спортист. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, тоа беше емисијата 15 минути со на програмата на ТВК Ново Вис. До следното издание на оваа емисија. Довидување.